социјални мрежи, YouTube каналот на Оги да Чемп, еден од најпосетуваните и неговата Инстаграм страна. Секако верувам дека нема таков кој што не успел да го види нашиот денешен соговорник, односно гостин во студиото, Оги. Кученцето кое што е наш денешен гостин, еве го од мојата лева страна. Оги, супер звезда на социјалните мрежи. Оги, одлично ти е во студиото, колку што можам да забележам. Добро се чувствуваш. Ова е веројатно едно од твоите први интервју од кога стана ваква звезда. Да, Оги е многу сериозен и верувам дека ќе му биде удобно во нашето студио, а за Оги да биде вака како што е денес во нашето студио и да биде така добро расположен и секогаш дотеран и среден и да има навистина убави фотографии и видеа, е задолжен неговиот сопственик, кој што е исто така наш гостин Дино Дамјановски. Дино, добар ден. Добар ден. Прво ви се заблагодарам за поканата во вашата емисија, од мене и од името на Оги. Оги дефинитивно убаво се чувствува во студиото. Како што гледам сега, одлично. Да, Оги од расата Вести, едни од... Вести, целосното име е West Highland White Terrier, што значи западно-шкотски териер. Они се од други предели во Англија, во Велика Британија. Негово родно место е во Нови Сад. Донесен е кај нас на возраст од 2 месеци, од тогаш јас и мојата фамилија се грижиме за него. Да, еве го Оги тука. Оги? Да. Може кај мене да го Оги е слободен во студиото да си се шета. Да. Ние во текот на разговорот секако дека ќе погледнеме дели од оние видеа кои што вие ги постирате на социјалните мрежи, каде Оги е нели главната звезда. Рековте дека од само 2 месеци е во вашето семејство и веќе станува дел од семејството. Како изгледа еден ден со Оги? Да, он е дел од фамилијата и исто како што секој член, ние си го гледаме, си го сакаме, се грижиме. Оглавно Оги многу сака да си поспие по сабајле. Да, и јас со со своите обврски сабајле сум послободен, така да двајцата ќе си поспиеме, он малце повише од мене. Цело време е заедно со мене, нашето друштво, со другарите, кај да идеме, го носам со мене на кафе, на одмори, така да... Не можеш да замислиш ден без него. И да, не можам да замислам ни одмор, ни викенд, да, секаде заедно со мене. Дишете дефинитивно во ист ритам заедно со Оги. Оги од своите 2 месеци е дел од вашето семејство. Кажи ми, Дино, еве, гледаме дел од фотографиите кои што вие ги имате постирано на социјалните мрежи, каде што Оги е наша звезда. Кога започна оваа приказна да Оги? Па вак, сега првично идејата не беше моја за Инстаграмот, него почна се од шала, еден мој другар го отвори профилот, каде што понатака почнав јас да се грижам и поише време да посветувам на сликите, на видеата и така натака. Ми стана некоја обсесија, обврска, секојдневно да обновувам нови слики со нови идеи. Профилот е стар некои 8 месеци на Инстаграм, а Фејсбукот е малце подоцна отворен. Сега отворивме YouTube канал и таму можете да го погледнете. Оглавно тие се видеата, тие се сликите што ги има и на Инстаграм. Колку тој ја прифати таа игра да биде звезда и да можете вие да кажеме со еден збор што сакате да правите од него и онда ги слуша сите ваши наредби? Ете како што гледате, мислам дека него му одговара улогата на звезда. Да, дефинитивно. И добро се снаоѓа. Јас сум тој што седи позади камерата, он е веќе навикнат. И целта сега за сега е да се шири поголема публика. А понатака ете, ако нешто искочи да направиме некој свой бренд маички од Оги, луѓето што го сакаат неговата публика може ќе сакаат да имаат нешто од него со некоја интересна порака. Тоа е идејата. Исто како што гледате марамата, мој заштитен знак, па зашто не и некој свој бренд на марами Оги да Чемп. Да, Оги да Чемп е дефинитивно звезда низ скопските улици, па како реагираат луѓето кога ќе ве сретнат и ќе ве препознаат? Најголемиот дел од публиката мене не ми е од Македонија, него е повеќе од страна, но вака во последно време гледам дека доста луѓе го препознаваат. Дали ова кучето од Инстаграм, дали е Оги, го познавме по марамата и така натака. Сега бевме во Охрид, на плажа го познаа, дали може да се сликнеме. Да.
Така. Еве едно од видеата. Гледаме како Оги ужива да се вози на велосипед во Корпа. Ова е навистина интересна гледка. Верувам дека и он сега додека се гледа ужива во самиот себе и во неговата популарност. Па од мал веројатно дека започнавте да го дресирате. Ова можеме да го погледнеме и тонски ако не е проблем од режија. Да. Дефинитивно хитот на ова лето. И вие си имате убаво погрижено да сето тоа изгледа така. Оги, каде ги учеше овие чекори? Малце homemade изведба на Деспасито. Колку луѓе сте вклучени во сето ова изработка на овие видеа, идеите, реализацијата, да се најде соодветна музика, да се измонтира? Како што кажав, идејата почна малце подоцна. За сликите во главно секогаш кога ќе бидеме друштво знае и друг да земе да направи слика. Во главно јас сум инволвиран највеќе во целиот тој мини проект, да речам сега Оги. За видеата секогаш е потребно кога имаш некоја екстра рака, секогаш е добре дојдена, така да голем дел од видеата и идеите за видеата ми ги носат другарите, девојка ми помага некој кој ќе ја придржи камерата, а има дел од видеата кај што ги снимам и сосема сам, малце потешко, ама ете како што гледате. Да, важно дека Оги соработува во целата таа приказна и дека му годи сето тоа што секојдневно успевате дено да му го направите и нему да му биде позитивен и пон со ангажмани, не е само да го спие цел ден. Колку се тешки овие раси за дресирање? Они како раса, тоа е многу интересно затоа што се многу своеглави и се не сака да прави нешто кога ти ќе му кажеш да го направи, него ако е расположен за тоа и го прави. Али кога станува збор сега кога се снимаме и кога е нешто сериозно, како да сваќа целата ситуација и така и се однесува. За дресирање се иначе многу интелигентни и паметни како раса, како што може и да видите, ја имам вложено многу време, али сепак тоа време можеме да кажеме дека брзо учи. Да. Има ли девојка Оги? Да, сега скоро му најдовме на девојка и најверојатно треба денови да се знае дали ќе стане татко. Тоа е негова прва врска, прва љубов. Да, видовме дека беше и на една романтична вечера на некој од видеата, така да навистина се имате добро потрудено за да го направите да биде таков шмекер и да ете, има и своја девојка, сега да биде и татко. И да биде татко, да се надеваме. Да, веројатно дека на дечињата им е најинтересен кога ќе го сретнат на улица. Секогаш се тие најрадосните кои сакаат да го видат, да го погалат, да си поиграат со него. Како реагира на мали деца? Он сака луѓе, сака животни, сака да се дружи со секој и секого. Најголемиот дел од неговите заследувачи се од прилика моја возраст, затоа што главно тоа што го прикажуваме е некој мој лајфстайл што го живееме денеска и тоа им се свиѓа на луѓето што се од прилика моја генерација. Да. Претходно ни кажа дека најголем број од следачите на социјалните мрежи не се од овдека од кај нас од Македонија, туку од други земји преку хаштаг тазите кои што секако ги додаваш на сликите. Па има ли други вакви приказни слични како овие? Како што можам да видам од неговата раса, не сум забележал до сега да има некои такви идеи, содржини со таа тематика. Има неколку кученца на Инстаграм исто што имаат интересни видеа што ги прават, тие се секако не се од кај нас, не се од Македонија. Гледам се многу успешни, можеби е многу полесно тоа да го правиш во друга држава и поприфатено е, навиките се други. Да. Колку тешко ви паѓа кога ќе треба да влезате во некој локал каде што не се pet friendly и кај нас се уште не дозволуваат влез со кучиња? Не ми е тешко, не одам во такви локали. Па ќе испадне дека никаде не одите затоа што многу малку има кај нас кои што се pet friendly. Па има доволно. Сега за сега. Мене ме погодува фактот тоа што многу од местата не дозволуваат, ете, например, во голем дел од рестораните и кафаните во Дебар Мало има кучиња од страна, не дозволуваат Оги да седи од страна.
така да кај што можам да седнам со него, он е дел од мене, он ми е другар најдобар, не можам да седам без него и да уживам. Така да гледам да ги погодам баш тие места кај што ни дозволуваат. Да. Оги, дали тебе ти е пријатно дека во студиото? Мислам дека Мислиме дека ужива, навистина му е добро и навистина си сега вистинска звезда, излезе и на ТВ екраните. Колку има интерес веќе од децата да се сликаат со него и да споделуваат фотографии? Мислите ли дека се направиот пат кон правење на бренд од Оги? Па, тоа на некој начин и мене ми е идејата за воиднина. Децата, како што кажав, помала е публиката на деца што го запозналете, можеби преку вашата емисија сега има доста гледачи дечиња што може да пратат емисија, па ете ќе го запознаат на еден друг начин. У секој случај интересно е кога ќе видиш куче како шета со ноќери надвор и убаво изгледаат, така да позитивно реагираат. Кои се вашите омилени места, омилени локации каде Оги го поминува слободното време? Најчесто идеме на кафе во Кино Карпош, обично таму ни дозволуваат со куче, да, pet friendly се. За кафе само тоа место би го извел, можеби. Во парк на водно најчесто и тоа е тоа, тие се локациите кај што можеш да... Сака ли долги прошетки Оги? Многу сака. Не сака да се врати дома. Да. Еве, ние ќе направиме тука една фотографија со вас, Оги во нашето студио. Оги? Оги? Ајде вака да те сликнеме. Одлично. Верувам дека уште многу интересни фотографии и видеа ќе произлезат од вашата взаемна љубов, од вашето секојдневие, од сите ваши прошетки. Оги се качува и на планина, нему студи, да биде во ранец и да се искачува на дел од највисоките врвови кај нас, да оди на море, да оди на езеро. Тоа беше еден голем подвиг со друштвото што рековме да го качиме Јоги на 2500 метри надморска височина. Не знаевме какви ќе бидат таму условите. Он како што гледате има кратки ноѓења, беше доста висок снегот и длабок. Дуваше многу ветер, среќа земавме и екстра облека за него да го облечеме. Му ставивме и наочари за скијање, не му беше проблем. Можеби 1-2 часа седеше позади во ранецот и мислам дека и уживаше. Како ги научи да ги носи наочарите и да не му пречат? Беше ли тоа тежок процес? Прво, со еден дел од периодот на Инстаграм најзастапени ми беа сликите кај што он се облака во некои различни облеки и носи различни наочари. Тука видов дека наочарите многу добро му стојат и решив да му купам и за него еден пар наочари, овие се негови наочари сега, така да не може да ги носи. Си го заштитува и видот. Да. Да. Многи му е пријатно во нашето студио и верувам дека и друг пат ќе биде дел од нашата емисија. Кажи ми, Дино, како изгледа денот, односно моментот кога ти ќе треба да го напуштиш домот и да заминеш некаде по некоја обврска, да го оставиш Оги сам? Па, ете, не се случило и друг пат. Јас имам обврски што не можам да сум постојано тука. Има кој сум сигурен дека добро ќе го чува и добро ќе се грижи. Моите родители, брат ми, сега не бев една недела тука, Оги беше добро згрижен и одржуван. Да. Колку е тешко одржувањето кога веќе сме кај одржувањето, неговото влакно, неговото секојдневно четкање, тимарење? Посетува ли козметички салони Оги или вие дома се грижите за него? Во последно време јас сум освен тоа што е чешлање, бањање, јас сум задолжен за неговата фризура и за шишањето. Го носевме доста често на фризери, ама не бевме задоволни од тоа што го нудат, затоа што спомнавте тимарење. Овој начин на шишање се вика тримање. Тримување се вади мртвото влакно за да му се обнови ново и поцврсто, посвежо и побело влакно. Тоа бара секојдневно? Не секојдневно, еднаш месечно, како што е нормално за шишање на куче. Во главно кучињата нормално се шишаат со машинка и со ножици. Оваа раса бара друго внимание, друг начин на шишање. Тоа не најдов да ни го понудат кај нас и ете, поред него јас научив и некој нов занет, кај што можам и за него да се грижам, а и више ми преасна во хоби, па знаат да дојдат и други кучиња од неговата раса да им ја средам фризурата и на нив. Да, кажи ми, Дино, дали Оги е твое прво милениче или можеби претходно си имал и други миленичиња? Имавме обид со мојата фамилија да чуваме
кученце, ама искочи неуспешно, тоаш бевме уште помали. Мајка ми беше таа што не може да живее со кучиња и после некои 3-4 дена го вратија назад со изговорот дека нешто му се случило на кучето и нас ни дава по некој витамин да се напиеме. Да се смирите. Демек е апче, да. Така да... Како ја натеравте мајка ви повторно да донесете куче? Се збореше после долго време, се збореше дека ќе се донесе кученце, ја не верував во таа идеја затоа што баш и како првиот пат тоа што се случи, лете го донесоа Оги, Оги си остана кај нас, се прилагоди, се вдоми, сега сите си го сакаме, дел од нашата фамилија и не можеме без него. Сега си чекате и внучиња. И внучиња си чекаме. За некој ден се надевам дека ќе го споделите тој убав момент на социјалните мрежи, да го видиме Оги и во таа улога. Го видовме во секакви улоги, значи вози велосипед, игра покер, шета низ градот, свири на гитара. Многу интересни моменти, беше и на Суперкупот помеѓу Реал и Манчестер, па за кого навивавте? За жал не е дозволено миленичиња на стадион да се внесат. Поспротивно ќе бевме и на стадионот. Се сликавме со пехарите, се сликавме поред стадионот. Во главно ние сме навивачи за Јувентус, тоа може да го видите и по видеата. Да. Сега бевме неутрални навивачи, ајде да речеме малце наклонети на страната на Реал Мадрид, поради татко ми. Добро. Околу храната би сакала уште едно прашање да поставам. Со што го храните Оги? Дали е љубител можеби и на нашата домашна кујна или внимавате да биде тоа само храна наменета за кучиња? Они се раса со малце чувствителна кожа и треба да се обрне внимание на многу на храната. Така да ние гледаме да го храниме строго со кучешка храна. Единствено сега кога ќе имам можност, ќе му сварам некој стек, или ако јадам некоја кокошка, па ептен да може бело месо и за него, да. Односот со другите кучиња по скопските улици, колку сака да се дружи, колку е дружелюбив? Многу е дружелюбив, да. Поготово со уличните кучиња. Со кучиња од некои други раси што се поголеми, што се, као, ајде да не речам, агресивни, на ликот имаше и проблем со такво куче и сега се чувствува предпазливо и гледа да не доаѓа во контакт. Да. Од она што можеме да забележиме од видеата е дека навистина е добро вдресиран и неговото денешно присуство во студиото, но постои ли некој момент кога направил некоја беја за која што бил ставен некаде под казна? Па имаше некои бели, не за време на снимање на некој видео, него ете како он беше уште помал, беше сам дома, јас оставив една книга, книгата беше на другар, уште не знае дека книгата му ја нема. Ја прочита цела, Оги. Ја прочита цела и ја најдовме на теб. Се извиниме и на другарот дека книгата е на Оги. Во секој случај, интересно, не можете да му се наљутите, колку и да трае, таа љутина поминува кога со очите ќе ве погледне и ќе побара милост. Тоа веројатно било затоа што му било досадно и затоа што сте го оставиле сам. Процес на воспитување. Точно така, да. Дино, ќе ви се заблагодариме за гостувањето со Оги во нашето студио. Ни беше навистина чест и задоволство што го имавме денес во рамки на Македонија денес, да позборуваме за него. Се надевам дека ќе имаме прилика повторно да се видиме и она за што вие во секој случај планирате да направите бренд и јас ќе бидам прва онаа која што ќе облече маечка и јас го сакам Оги, затоа што сум љубител на миленичење и самата имам дома куче и знам колку е тешко да се негува, да се чува, да се дресира и да му се посвети толку огромно внимание како што впрочем вие го правите. Ви благодарам за гостувањето. Благодарам и вас на поканата, од мене и од името на Оги. Мило ми беше. Да, беше драго. Ќе го видиме сега Оги веднаш тука долу по завршувањето на емисијата. Верувам дека сите во рамки со наша телевизија ќе се фотографираат со него. Еве го Оги, подготвен да го напушти студиото. Верувам дека му беше доволно разговори, дека доволно добро успеавме да ви го представиме на сите вас кои што денес бевте заедно со мене и со Македонија денес. Доколку сакате повеќе фотографии и видео од Оги, Оги да Чемп можете да го најдете на Инстаграм, на Фејсбук и секако на Јутјуб. Да видиме што повеќе кои што ќе му ја дадеме поддршката на ова навистина убаво милениче кое што Дино, неговото семејство и неговите пријатели секојдневно се трудат да го направат да биде во поинтересна
гардероба, во све поинтересно издание, да снимаат интересни видеоклипови во кои што ние ќе уживаме и ќе се радуваме секојдневно на нивната позитивна енергија. Јас ви благодарам за вниманието. Македонија денес следете ја повторно утре во 11 часот и 15 минути, а во меѓувреме не го менувајте каналот и понатаму останете заедно со телевизија 24.